поканувам да ви се обрати новиот председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, Сергеј Попов. Добар ден, драги млади, добар ден, почитувани граѓани. Денес нема да ви се обратам како председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, ниту како член на оваа политичка партија во која сум минал и добро и лошо. Туку ќе ви се обратам како млад човек кој сака својата иднина, иднината на своите деца да ја гради овде во Република Македонија, заедно со граѓаните и заедно со своите најблиски. Меѓутоа, оваа перцепција за градење на иднина на младите луѓе во Република Македонија не ја делат поголемиот број од младите луѓе. Јас имам само 24 години, а веќе поголем дел од моите другари и познаници ја напуштаат земјава. Последниот ја напушти пред само неколку месеци и не ми рече до гледање, туку ми рече збогум. Ете толкав беше неговиот револт кон суровата реалност во која живееме. Но тој не е гневен на Република Македонија. Тој си ја сака татковината, исто како што си ја сакаме и сите ние овде кои сме присутни. Тој е гневен кон системот и владата кои управуваат со државата и мисле дека може да управуваат со нашите животи. Гневот кој постои кај младите во земјава го предизвикуваат неправдата, двојните стандарди кои направија државата за едни да биде мајка, а за други да биде маќа. Одредени дискотеки може да работат, други дискотеки не смеат ни да помислат да го направат тоа. Некои луѓе одлежуваат затворски казни за украдена тегла ајвар, а представници на власта, фатени со пакетчиња кокаин, слободно се шетаат по скопските улици и уживаат статус на звезди. На расипништвото на власта со нашите и вашите пари му нема крај. Тие купуваат службени возила во вредност од 8 милиони евра, а ние граѓаните треба да плаќаме поскапа струја. Дали треба да ги осиромашиме дополнително младите брачни парови и млади поединци кои сакаат да се осамостојат и да почнат собствен живот, за да владата може да си ги финансира своите лукративни потреби? Не, почитувани, тоа е неправдата која мораме да ја промениме. Затоа денес овде протестирам и ќе продолжам да го правам тоа. Во името на секој еден млад човек кој сака Во името на секој еден млад човек кој сака достоинствен живот овде во Македонија. Јас, вие и секој еден поединец мораме да се избориме за сопствената иднина. Ова е тоа време. Ви благодарам.